Се поголем број деца и адолесценти имаат проблеми со прекумерна телесна тежина. Од исклучителна важност е навреме да се реагира, младите да ги користат придобивките од конзумирањето на здрава храна, а во корист на сопственото здравје. Во таа насока дел од велешките средношколци и студенти денеска имаа можност во просториите на Технолошко-техничкиот факултет да слушнат корисни совети на тема начинот на исхрана причина за појава на угоеност од страна на доцент доктор Викторија Стаматовска. Она што во последниот период е актуелно и за тоа сведочат извештаите на Светската здравствена организација, се популарен е проблемот со дебелината кај малите деца и адолесцентите. Во таа насока не само што треба да се дискутира храната која што конзумираме да биде квалитетна и безбедна здравствен аспект, да не предизвикува никакви заболувања кај граѓаните воопшто, па и кај младата популација, треба доста време да се одвои да се дискутира, односно да се оддели здравата од нездравата храна. Денешната едукација е прва од неколкуте предвидени кои имаат за цел да ги подобрат животните навики на младите луѓе. Истите се дел од проектот Здрави навики, здрав живот. Проектот го реализира Советот на млади на општина Велес во соработка со студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет. Во изминатиот период исто така им беа доделени советодавни пораки. Денес за прв пат ќе имаат можност да бидат на предавање каде што стручни лица ќе им ги пренесат тие совети и ќе имаат можност директно да прашаат доколку нешто ги интересира и да добијат совети подетално. Со низата активности во рамки на проектот, спроведувачите на истиот се надеваат на успешно прифаќање на советите за здрав живот од страна на младите во градот.